Повлекувањето на Сашко Кедев од Здравствениот совет при Министерството за здравство е тежок и длабок сомнителен скандал. Со ова се разоткрива целото сценарио насочено против председателот Филипче. Ништо овде не е случајно. Оставката на Кедев е доставена до Министерството за здравство на 23 јануари. Како причина, тој наведува незадоволство од започнатите контролни процеси. Медиумите пак објавуваат дека една од клучните причини е работата на комисијата која требаше да ги продолжи проверките за непотребните операции на срце. Зошто е важен датумот 23 јануари? Затоа што се случува само 2 дена откако обвинителството отворило предмет наводно подопрен глас за клеветите што Жан Митрев ги упати кон председателот Филипче. Тој предмет е отворен на ден 21 јануари. Министерот ја крие оставката на Кедев и пред медиумите тврди дека таа воопшто не е пристигната. Да подсетиме, најголемиот скандал во македонското здравство беше објавен во ноември 2025 година, токму од Сашко Кедев. Поминаа 2,5 месеци и ништо. Нема одговорност, нема кривични пријави, нема јавно објавени имиња, ниту на лекарите, ниту на приватните клиники, каде што се вршеле непотребните операции. Како цели 2 месеци да биле потрошени само на затушкување, ништо повеќе. И токму тогаш, по 2,5 месеци, молк, Жан Митрев се појавува на Алфа телевизија со клеветнички напади кон председателот Филипче. Неколку дена подоцна обвинителството отвара предмет наводно подопрен глас. Само 2 дена по таа одлука, на 23 јануари, Сашко Кедев се повлекува. Случајно? Не. Ништо не е случајно. Дали ова е чувството за правда на премиерот Мицкоски, кој од собраниската говорница си зема за право да им дели задачи на обвинителството и судството? Ова е огромен и опасен скандал. Клучното прашање е дали Жан Митрев излезе со клевети против председателот Филипче токму за да се создаде алиби, власта да го тргне Кедев и целиот случај со операциите да биде затворен. Дали ова е цената што сите треба да ја платиме за Жан Митрев да биде заштитен од одговорност? Зошто Жан Митрев толку долго молчеше? Зошто самиот не се појави во обвинителството? Дали се чекаше токму овој момент? Да се купи време, да се избега од одговорност, да се сокријат трагите? За ваков скандал никој нема право да молчи и никој нема право да калкулира. Нашата порака, почитувани, е јасна. Ке има одговорност и сите ќе одговараат.